Невработеноста во Македонија падна на рекордно ниски 24,6%. Стапката за невработеност продолжува да опаѓа благодарение на мерките за поттикнување на вработувањето кои ги имплементираше владата. Според последните податоци од Државниот завод за статистика, стапката на невработеност во четвртото тримесечје од минатата година изнесува 24,6%, што представува намалување за 0,9% поени во споредба со претходниот квартал кога изнесуваше 25,5%. Турската компанија Атајмач ќе извезува на европскиот пазар органски произведени овошје и зеленчук од Македонија. А компанијата денеска почна да гради откупно дистрибутивен центар во индустриската зона во општина Илинден. Вкупната инвестиција ќе изнесува 10 милиони евра и ќе бидат отворени 100 работни места, истакна инвеститорот Атајмач на средбата со председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, кој пак претходно на Facebook го најави стартот на инвестицијата. Мач и Груевски посочија дека првичниот договор за инвестиција се случил на нивната средба во тек на бизнис форум пред 2 години во Анкара. На дневен ред на пленарната седница на Европскиот парламент во Страсбург досна вечерва е извештајот за Република Македонија за 2015 година. Комисијата за надворешни работи минатиот понеделник со 42 гласа за и 9 против ја усвои резолуцијата во која известувачот Иво Вајгл предлага до Европскиот совет отворање на преговорите за членство во Европската унија. Во резолуцијата има условена препорака за преговори која зависи од успешно завршување на политичката криза со успешно организирани избори на 5 јуни. За резолуцијата на Европскиот парламент ќе треба да се гласа утре, а ова ќе биде 7-ма последователна препорака до Европскиот совет за отпочнување преговори со Република Македонија. Ромите кои по 8 месеци работа во транзитниот прифатен центар Винојуг во Гевгелија биле отпуштени, денеска повторно одржаа мирен протест пред кампот, порачувајќи дека нема да се откажат и дека остануваат во него. Се собравме повторно да изразиме револт и незадоволство од нашата министерка која вчера на вести не нарекуваше како ние да не постоиме, а ние овде работиме 8 месеци и ја одржуваме хигиената на високо ниво, рече Филип Гушев, еден од отпуштените во кампот. Според Гушев, сега проблемот се средствата кои досега ги плаќал УНХЦР, а сега тие се префрлаат во Министерството за труд и социјална политика. Во текот на изминатото деноноќие не се издадени потврди за искажана намера за поднесување на барање за признавање на правото на азил. Во период од 1 јануари до денеска се издадени вкупно потврди на до 89.623 странски државјани. Дел од влијателните членови на германскиот конзервативен блок на канцеларката Ангела Меркел се противат на договорот за безвизен режим за патување на турските граѓани во Европската унија, како предуслов Анкара да го запре приливот на бегалци кои доаѓаат во Европа. Тие бараат пред тоа Турција да биде прогласена за безбедна земја. Со тоа, драстично ќе се влошат можностите Брисел и Анкара да постигнат договор за бегалците. Доколку Турција добие ваков статус, тогаш сите идни баратели на азил кои дошле од таму ќе можат без проблем да бидат депортирани назад. Генералниот секретар на ЦСУ Андреас Шуер вели дека сака интензивно да разговара за оваа тема со канцеларката Меркел, што навестува дека иако Германија го иницираше планот за Анкара како главен фактор при запирање на бегалската криза, таа ќе мора прво дома да ги расчисти сите дилеми од договорот со Турција пред тој да стане важечки.